Второ послание на апостол Павле до Коринтијаните, 10 глава. Јас, Павле, лично ве молам со Христовата благост и кроткост, јас самиот кој сум понизен, кога сум лично меѓу вас, а смел кога сум далеку од вас. Ве молам, кога ќе бидам кај вас, да бидете такви, што да нема потреба да бидам така смел, каков што мислам да бидам кон некои, кои за нас мислат дека живееме по телото. Зашто иако во тело живееме, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја станува моќно за рушење тврдини. Со него ние уништуваме мудрувања и секоја горделивост што се крива против познанието за Бога и го заробуваме секој ум за да му биде покорен на Христос. И спремни сме да казнеме секаква непослушност, кога ќе се исполни вашата послушност. На надворешноста ли гледате? Кој е уверен во себе дека е Христов, нека размисли веднаш во себе дека како што ето Христов, така сме и ние Христови. Бидејќи, кога би се пофалил и малку повеќе со нашата власт, која ни ја даде Господ за вашето изградување, а не за разорување, нема да се посрамам. Но никој нека не помисли дека преку посланијата ве заплашувам, бидејќи во посланијата своји ќе рече некој тој е строг и силен, но при личното присуство меѓу нас слаб. Проповедта негова ништо не вреди. Таквиот нека знае дека какви сме во зборовите во посланијата своји. Кога отсуствуваме, такви сме и на дело кога присуствуваме. Зашто не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некои од оние што сами се препорачуваат. Тие не разбираат дека се споредуваат сами со себе и се мерат само со себе. Ние пак не без мерка ќе се пофалиме, туку според правилото на мерката што ни е определена од Бога, за да допреме се до вас. Зашто ние не посегаме преку својата мера, како да не сме стигнале до вас, и до вас со Евангелието Христово ние први допревме. Не се фалиме безмерно со туѓите напори, а се надеваме дека со растењето на нашата вера меѓу вас и ние, по нашата мерка, ќе пораснеме во изобилие, така што и подалеку од вас да го проповедаме Евангелието, а не да се фалиме со готовото во туѓа област. Кој се фали, со Господ да се фали. Зашто не е признаен оној што самиот себе се препорачува, туку оној кого што Господ го препорачува.